Хайде, ме. Горе, треба диш. Я тук да им тръгнам, там не може да игра. Драги почитувачи на ликот и делото на нашиот фолклорист, долгогодишен раководител на фолклорната група Копачка, село Драмче Делчево, Димитар Узунски, народниот уметник, кој што сиот свој животен век го посвети на истражувањето, регистрирањето и афирмирањето на пијанечкиот фолклор, на културното наследство на пијанец. Денес се навршуваат точно 3 години од неговото заминување и од тој повод ние денес сме тука да му одадеме почит, да ги споменеме неговите дела и да дадеме малку увид во тој фолклор што тој, собирајќи го од фестивалите, поточно од соборите, славите, свадбите и се она што беше на терен во пијанец, го ставаше на сцена и ни го остави во аманет да можеме да го одржуваме во наредните години, се додека можеме, се додека има наследници, ќе живее и делото на Димитар Узунски. Поводот е дотолку поголем што годинава славиме и 10 години, откако Орото Копачката беше впишано во репрезентативната листа за нематеријални културни наследства на човештвото, чии што материјали за апликацијата за впишување беа дадени од негова страна, кој што, кога ги даваше на експертите во Министерството за култура, кажа, и ги давам срцето и душата, со солзи во очите. Значи, дотолку повеќе ние, почитувачите на неговото дело, треба со сите наши сили и заложби да се трудиме, да врвиме по патот кој што тој ни го трасираше. Нека му е вечна слава и вечен му помен. Сега ќе ја повикам Лидија Илиевска да ни испее една песна во негова чест. Сите тие песни се од неговата собирачка дејност. Димитрија, Димитрачко, брат, да ми бидеш ле, кротко ходи ситно, води ситното ороле. Димитрија, Димитрачко, брат, да ми бидеш ле, кротко ходи ситно, води ситното ороле. Орото е мале, шесколе, момите се, пијанечколе. Орото е мале, шесколе, момите се, пијанечколе. Момите се изморијале, изгубија ѓердањето-ле. Момите се изморијале, изгубија ѓердањето-ле. Пијанечки изворни ора. Кој би кажа? Ти кој ти лежи, ајде ќе тоа. Ајде, терај драмечко премо. Ајде не го драмечко.
Ой, циганчета. Што ќе им даде? Ситно? Ситното ли са? Ај, ситно. Така. Без копачка не бива. Мора копачка. Копачка. Па затоа е копачка и сути. Сега бе повикувам. Те ще ми тръжали да ми си инвестирил. Да, прости. Повелете сите внатре. Вадете си денни липче, да си топим некъде. Вигам. По-старински. Силно. Къца на сол и виковка. Блага ли? Блага е. Повелете сите. Тук е спортивно. Не, па ние, вие после. Ние надо трябва да се оправим. Иш една от мене. Така. Взимай знамето на тука. Абе, вземи знамето на тука. Дай, слика. Па може и сите да не паднеш от там. И учителя тук. Може сите. Какво прия вика само вас? После сите. Първо нас, па после сите. Учителя ни смета, после на мен, после не ми смета. Не бе не искахме да си направим я и здрав. Айде, добро. Айде, носи ме ние на Омар. Омар? Да бега, въците да бега. Па нещо да се плашите, защото ти е, нека е. Чека, всяко малко дрова, да се начне. Не си го викал. Не е път защо, я въздуха, но и колко се начне. Заболя за телефет? Чекай, сега ти видя. Нямаше да се заболели. Но не човекеше толкова корабо.
Нека му и вечна слава. Ова е влезот или ходникот на спомен собата на нашиот Димитар Узунски. Уште на влезот може да се види од левата страна нашата информативна табла како е работен проектот. Насловен беше соба на Димитар Узунски за културното наследство на Пијанец и кои беа инволвирани страни. Благодарност до Министерството за култура и туризам што се вклучи во субвенционирање на овој наш проект. После може да се види таблата со како галерија на фотографии од неговиот отстој низ годините, уште од млади години, колку се внел себе си во фолклорот, истражувањето на терен, ставањето на сцена. И секако од десната страна на влезот ќе го видиме неговото дрво на делување низ животот. Во стеблото долу, главното стебло стои дека Димитар Узунски е роден 1938 година на 29 септември. Не ставивме година на заминување, зашто сакаме неговиот живот и дело да останат вечно да живеат во нашиот Пијанец, па и колку сме моќни и пошироко да му дадеме значење и да го овековечиме неговото постојање и делување. Воедно, во целите гранки негови листови стои неговата дејност во ова дрво на еден символичен начин, во кој што стои дека бил раководител на фолклорната група Копачка село Дранче Делчево и тоа над 50 години, дека првично ја добива наградата особено истакнат педагошки работник, што е едно од врвните признанија во педагогијата или во образованието. Можеме да забележиме градовите во странство во кои се бил и настапувал како солист, изведувач на песни, како инструменталист, така и играорец и изведувач на одредени обичаи во сите можни, значи, делувања на и презентирање на фолклорот. Од собирачката дејност му се истекнуваат неговите народни песни и ора, што ние често зборуваме и на нашите проби, на нашите настапи, колку е значаен за нас и колку тој од неговата собирачка дејност го има поставено на сцена нешто што ние имаме завет да го одржуваме и да го понатаму афирмираме. Секако тука има и поговорки, брзозборки, и детски броенки и нешто што е особено за потенцирање, дека снимил над 400 емисии за фолклорното богатство на Пијанец, снимени на Радио Делчево. Кажавме за во странство, значи ова се градовите што во Македонија го има настапувано на разни фестивали, манифестации и така натака. Има испеано многу песни и снимено за македонската радиотелевизија, околу 40, можеби и над 40, од кои што Алиман се шета таму горе над Разловци и запали се Маце планината, Неда вода наливаше и во најново време, од пред да замине последните години, многу ја носевме на фестивали и ја пееше песната "Останавме стате беќаре" и двата, за која што песна доби повеќе награди. И нешто што е значајно, можеби и најзначајно, дека народниот уметник наш Димитар Узунски доби награда 23 октомври. Тоа е државна награда што ја доделува на владата на Република Македонија. Но врвот на сите негови делувања е пишувањето на орото Копачката како светско културно наследство во репрезентативната листа на нематеријални културни наследства на човештвото. Значи, ние денес славиме 10 години, поточно за некој ден, на 27 е денот на впишувањето. И само да напоменам дека без да се биде орото Копачката национално културно наследство, не може да биде светско. Значи, во исто време, во 2014 година, на 8 август беше објавено во службен весник дека
и официјално се прогласува културното наследство Ротокопачката за национално културно наследство. Ова е во најкратки црти што може да се каже за нашиот Димитар Узунски. Сега ќе ве поканам да влеземе во собата, кај што се поместени неговите благодарници, дипломи, награди, признанија, кај што се поместени неговите инструменти на кои свиреше. Воедно има повеќе издадени брошури, каталози, правевме истражувања заеднички во кои што јас, иако ги раководев проектите, тој секогаш беше нашиот стручен соработник и воедно како автор на 3 монографии се појавува за Разловци, за дедо Митко, роводецот на Копачката, и се разбира за Копачката. И трнливиот пат до УНЕСКО, до впишувањето или мојот живот со Копачката, тоа се неговите 3 објавени монографии, воедно, што е можеби до толку позначајно, е што некој во иднина треба да се позанимава со неговата истражувачка дејност, која брои мноштво на тетрадки полни со неговата собирачка дејност, и ова треба да се овековечи и да се стави во трајни вредности на дела или изданија на неговото творештво. Тоа е што можам во кратки црти да кажам за нашиот пијанечки Цепенков, нашиот Димитар Узунски. Повелете сега да ја видиме собата. Ајде, Валери. Тип на бревор. Дани Рогу. Да, сите исти чекори, да. Кој не бил, значи, ова е сликата пред собранието кога ја добива наградата 23 октомври, а еве ја наградата подолу изложена пред Милев, кај што стои. Да, 23 години, да. Да, тоа му е најголемата негова награда. Това Драги млади фолклористи, пријатели од Копачката играат на овој магнетофон Димитар Узунски. Има снимено покрај другото и 40 песни од мојата покојна мајка кои се депонирани во Институтот за фолклор во Скопје. Во времето кога таму беше директор доктор Блаже Ристевски, а потоа имавме чест и можност директор да биде и еден наш соселенец, работивиштенец, доктор Благој Стојчовски. Тоа сакам да го знаете како факт од неговата собирачка дејност. И друго да ви кажам, што беше пропуштено, Димитар Узунски не само што собираше народни песни, туку и текстописец, аранжер и изведувач и на собствени песни. Такви се, например, некои за Обстојан од Разловци, за родното село Тработивиште, има и некои други. Обширно во монографијата што ја подготвуваме за село Тработивиште.
Pa тая песна те... Тая ќе пробам да А поем. и тая може да е признал от телото и не памет. А може да се поем? Ајде, одно. Чеки са тая листа песна. Пробо ќе почнемо. Yana ide, olme yana ide, olme yana de yano de dusho de yano de dusho de. Brate novi, Ruino vino de ano de dusho de ano de dusho de. Completo, ruino vino completo, ruino vino de ano de dusho de ano de dusho de. Noto, spile con el noto, spile con el ano de dusho de ano de dusho de. Na koneco, rosna liga na koneco, rosna liga de ano de dusho de ano de dusho de. Една од најомилените песни на Узунски беше и песната од која ќе испеам еден фрагмент, иако сум малку болен и настинат. Погledajte. Selo, selo,
пусто село, откад си се заселило, откад си се заселило, не са турци минавали, не са турци минавали кондисари. Сошти вечер заминаја у јанкине наминаја, у јанкине наминаја, 9 души с 10 коња, 9 души с 10 коња, ем за Јанка кон караја. Човек со заслужена почит и чест на моето епитаф за Димитар Узунски. Само од вистината и смртта не се бега. Ми изненади и растажи страшната вест. Починал учителот, мојот почитуван колега, скромен човек со заслужена почит и чест. Диригираше со мандолинскиот оркестар и хор. Го љубеше Трботивиште и селската живеачка. Беше голем заљубеник во народниот фолклор. Од срце пееше и со љубов ја играше копачка. Остави спомени многу за поколенијата млади. Тоа е што ја продолжи неговата игра и песна, че ја негуваат љубовта на учителот што им ја всади и че го благословуваат земјата да му е лесна. Тивко заминуваш по своето почивалиште твое, по тебе во селото останува твојата куќа затворена, твоите деца и внуци ќе се гордеат со делото твое, но им останува вечно една рана болна отворена. Јана иде, од ме Јана иде, од ме Јана те Јано дете, душо де. Vraceno ti, Belo copre de Jano de dušo de. Idu kod